Денеска официјално заврши законскиот рок на откупот на тутун. Според Сојузот на тутунарски издруженија, 99% од откупените количини биле во прва класа и без одбитоци. До сега се откупени 26 милиони и 120 илјади килограми на тутун, по просечна цена од 418 денари. Тутунарите веќе ги доставиле своите барања до откупувачите за новата реколта, каде што бараат зголемување на цените, и тоа 510 денари за прва класа, 460 за втора и бараат 400 денари за трета класа. Меѓутоа тие ни понудија пониски цени. Оставаме момент да ги коригира уште ден-два и после тоа ќе излеземе јавно ќе кажеме дека ние со нивни цени во овој момент не се согласуваме. Понатака нашата борба ќе остане се до почетокот на откупот, дека ќе бараме да се поткренат цените или со анекс на договори пред почетокот да се ги изедначат цените и да ги зголема цените врз основа на инфлација, на трошоци, на се останато друго. Бидејќи наредната година ќе се поврзуваат едни со други трите вида субвенции кои што сега се даваат за тутунот. Првата по предаден килограм која што сега изнесува 80 денари, втората по површина која што изнесува 6000 денари за хектар и третата субвенција за зелена нафта која што изнесува 11.000 денари за хектар. Тутунарите, поради сето тоа, ќе мора да имаат обележани парцели. Затоа, од Сојузот апелираат тоа да се направи што е можно поскоро, бидејќи без обележување идната година нема да може да се земаат субвенции. Значи сите тутунопроизводители да ги искористат овој момент за време на правење на договорите, да се ги бележа во ЕРС системо парцелите за да наредната година да биде да си добија субвенција по површина, килограм нафта и по килограм предадена количина на тутун. Инаку тутунарите велат дека иако можело да се постигне подобра цена, сепак тие биле задоволни. Очекувавме повисоки цени, но и со ова сме до некаде задоволни со откупната цена. На крајот останува уште некои количини, тоа мали количини се. Останува последната берба што беше, есенската берба што ние викаме тутунарите. Во однос на измените на законот за тутун, новиот закон бил 99% завршен. Се очекува за 10 до 15 дена целосно да се комплетира и истиот да се предаде на владата.